Propozim ligji për përfaqësim të drejtë kthen modelin jugosllav dhe legalizon përjashtimin, deklaroi nën kryetari i BDI-së Bujar Osmani. Shtoi se balancuesi si mekanizëm i detyrueshëm për përfaqësim të drejtën nuk mund të ketë asnjë zëvendësim. Тој закон е за да се легализира исклучувањето. Буквално начин на легализирање на исклучувањето. И јас сум рекол, ние тој закон треба да го да дадеме и физички отпор во собрание да не помине. Ако помине, еве кажувам, првото нешто кога ќе се сменат работите, ќе биде укинувањето на тој закон. Бидејќи тоа е враќање на тој. За да се донесе тој закон треба баднетерово мнозинство. Тој закон го враќа југословенскиот модел на одлучување во администрацијата, каде под подвезот на некаква си меритократија или компетентност се исклучуваат вие дека има. Kryeministri Hristijan Mickoski tha se deklaratat e Osmanit të zbulojnë synimet e tij politike, ndërsa vlerësoi se projekt ligji për përfaqësim të drejtë është në përputhje me standarde ndërkombëtare dhe i miratuar nga Komisioni i Venecias. Законите на Бујар Османи само покажуваат кои се вистинските намери. Тоа е закон кој што е одобрен од страна на Венецијанската комисија дека ги исполнува сите меѓународни услови. Инаку за делото содржината на неговата изјава јас немам што да кажам, претпоставувам дека тоа е тој фолклор кој што во периодот што следи ќе го слушаме. Ние имаме меѓукоалицијски договор, законот е испратен во собрание и очекувам што побрзо да се усвои. Për këtë u pyet presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, e cila tha se nuk dëshiron të komentojë deklarata, por për balancuesin në formën siç ishte, tha se çoi në korrupsion dhe kriminalizim. Не мислам дека воопшто е рушење, бидејќи балансерот, таков каков што беше, всушност водеше кон корупција и криминализација. Всушност, назначувањето на највисоките функции го лоцираше во рацете на поединци. И тие стекнуваа енормна султанска моќ. Не го укинавме ние балансерот затоа што така сакавме, туку затоа што тоа во извештајот беше наведено. Përndryshe, pas shfuqizimit të balancuesit, qeveria përgatiti propozimi ligj të ri për përfaqësim të drejtë dhe të barabartë, të cilin para se ta dërgonte në kuvent e çoi në Komisionin e Venecias për mendim. Tani ligji është në procedurë parlamentare, por ende nuk është vendosur në rendite.